Добро утро и од мене. Време е да ја започнеме и оваа празнична недела. Понеделник е, а заедно со мене денеска е Орден Неделковски, кој што го знаете како Орден Неделковски, но и група Круна. Се на се тој е да работи буквално на сите страни. Човекот не може да мирува, дури и кога се празници. Како и да е, тоа е онаа енергија која што ја поседува, а денеска во 18 часот официјално ќе биде, односно е веќе закажана промоцијата на неговата најнова песна и видеозапис за Жено неверна, но предпремиерно и ексклузивно во магазин ова утро ќе ја слушнеме и видиме, така што многу ти благодарам за можноста пред официјално да биде сето тоа споделено со целата публика, да имаме опција да ја споделиме и со магазин. Добро утро, Тино. Благодарам за поканата. Еден голем поздрав до сите гледачи на утринската програма на Сител телевизија и гледачите на магазин. Благодарам за поканата. Ете, како што кажа, предпремиерно ќе имаме можност да ја погледнеме Жено неверна, која денеска во 18 часот излегува на сите платформи. Намерно ти е денеска закажано во овој измеѓу празничен период или така изгледа? Да, бидејќи така се договорив и со целата екипа со која соработувам, дека нели денеска, утре и задутре веќе луѓето се подготвуваат на голема врата за прославување на еден од најголемите наши празници, Божик, Бадник, и нормално се дома и ќе имаат можност што повеќе да ја видат и да ја слушнат новата песна Жено неверна. Така е добро темпирање тоа, би рекол. Па да ти кажам искрено, денеска 18 часот повеќето ќе се веќе дома. Година дена веќе оваа песна стои во фиока, буквално така. И сега дојде време кога мислам дека е правиот термин за објавување и за сите слушатели да имаат нешто ново. Се надевам дека ќе им се допадне. Така, пред да одиме со деталите за песната и да го видиме спотот, морам да те прашам како си помина за Нова година. Беше работно? За Нова година бев работно, заедно со мојата екипа Група Круна. Еден поздрав до нив, кои се моја целосна поддршка до мојот брат Желјо Дестановски и цела екипа од Група Круна. Ние бевме на новогодишната ног заедно со Сузана Гавазова во Делчево, во хотел Либеро, си поминавме преубаво. Деновите пред Нова година се разбира кај нас музичарите се секојдневно работни, турбо, да. Сега после Нова година ние веднаш работиме на нешто ново со Група Круна, еве и сам, и убаво се чувствуваме затоа што таа еуфорија можеме да ја пренесеме од нас на сите гости, а и да ја повлечеме во овие празнични денови да остане се така убаво. А најважна е таа еуфорија и енергијата која што ја пренесува. Без тоа нема успех. Баш. Што е полесно или што е потешко, кога си соло или кога си во група? Па искрено, кога ја работиш работата што ја сакаш и живееш за таа работа, не е тешко ни соло, ни во група. Со групата моја е убаво затоа што и верувам ќе се сложат сите колеги, кога сте група, сте целина, склоп на музичари што знаат, што би се рекло кој како дише, нема утки, нема проблеми, нема тешкотија во работата затоа што се е веќе одсвирено, одпеано, све е спремно на сите настапи, се знае, ние добро се познаваме и знаеме еден со друг, точно, моментите на свирење си ги познаваме. Така, и се надополнуваш, предпоставувам. Нормално. А кога си како соло артист, поголеми си дилемите околу тоа или не? Искрено, би било, мислам, зависно од тоа каде работиш, зависно со кого работиш. Па ќе се навратам на муабетот дека најдобро е да работиш со својата екипа, затоа што многу добро се познаваме и она што е во целост Орден Неделковски би се представил најубаво кога е со својата екипа. Затоа што ние се познаваме многу добро. Така е, а и веројатно е многу важно секој од екипата, односно од групата, да си биде онака автентичен како што си е. Всушност, во нашата група и тоа ја прави групата да биде посебна. Да, така е. Одлично. Јас мислам да одиме со промоција на Жено неверна, нели? Бидејќи сепак тоа ни е главниот мотив и повод за твоето гостување денес. Уште еднаш да кажам, предпремиерно и ексклузивно ја гледаме Жено неверна на Орден Неделковски во магазин пред официјалната промоција денес во 18 часот. Уживајте и се враќаме за кратко. Да, ова е Жено неверна на Орден Неделковски. Орде? Вака предпремиерно и ти си ја слушаш и го гледаш. И јас ја слушнав и си ја гледав. Се надевам дека на сите гледачи ќе им се допадне. Ова е мојата честитка за среќни новогодишни и божикни празници до сите гледачи, сите слушатели и почитувачи на македонската музика. Ова е една прекрасна екипа на музичари која работеше неуморно за сето ова да звучи и да изгледа вака.
би сакал да ги поздравам моите колеги од група Маестро, Илија Филиповски и Војче Петрушев, кои се погрижија за виолината и хармониката. Тука е Трајче Ставревски, познат Трајче Бозуки, од Бозуки бенд. Маријан Петревски на гитара и останата екипа која се потруди сето ова вака да звучи. Еден голем поздрав до Горан Д студио, тој е мојот кум, Горан Мирковски, поздрав до него, кој во студиото заедно работевме за ова вака да звучи, и нормално арт продукција кои неминовно се секогаш рамо до рамо со мене, да. Така, и видеото го сработеа повторно они. И вака задоволен ли си ти кога ќе си го видиш што направи? Искрено, песната на досега на сите додека ја работевме, и како што кажав, една година веќе стоеше во фиока, на сите луѓе што им има впуштено претходно, на сите своји пријатели, роднини, нели нормално, сите беа со убави коментари за песната. Што ти викаат, што чекаш? Точно, што чекаш. Огромна благодарност за музиката и аранжманот на маестро Бован Мојсовски. За текстот е задолжен Орце Зафировски, кој неминовно би рекол дека е еден од најдобрите македонски текстописци. Поздрав и до него, поздрав и до Бован Мојсовски, кои се потрудија, ете, исто заедно со цела оваа екипа што ја спомнав, сето ова вака да изгледа и да звучи. Жено неверна, вака насловов малце Жено неверна. примамува, привлекува внимание. Договорот со Мојсо, јас така го викам, сите го познаваат како Мојсо, со Мојсо се договаравме дека треба да ми направи една песна која ќе биде, ете да речеме, овој грчки стил. И му дадовме на Орце одврзани раце да компонира, да пишува текст онака како што сам ќе му дојде спрема музиката. И токму така и му дојде, еве, Жено неверна е, можам да кажам, негова идеја и моја реализација. Од прва прифатена, претпоставам, да. Дефинитивно од прво прифатено. Текстот е супер, се надевам дека оваа песна ќе допре до секој уво и дека ќе биде убаво прифатена од публиката. Така, јас знам дека си ти перфекционист, меѓутоа еве кога правиш песни, кога добиваш песни така натаму, дали си од оној тип кој што цело време вика па чекај да размислиме, па тука нешто да смениме? Искрено не. Секогаш се консултирам. Се допаѓа. Да, искрено секогаш се консултирам, тука ми е Джелјо кој веќе сите знаеме дека е во музиката кој е и што и колку значи. Секогаш со него и со кумот ќе си седнеме така, ќе преслушаме нешто и нови песни кога правиме за група Круна. Ние тројца се договараме, ова вака, тоа така, и генерално сите добро на сите наши песни и во група Круна и моите песни убаво ни помина. Мојата песна која за себе би рекол е лична карта, помогни ми, и те како добро помина, и ниту една свадба не поминува ако не ја отпеем, или наш настап на група Круна ако не се отпее, помогни ми. Се надевам дека исто такво место ќе заземе и оваа песна Жено неверна, која е лесна за паметење, рефренот е убав, Жено неверна, и те како лесно влегува во... Да, гледам ти и си пееше додека идеше, значи. Тоа е... Таква е песната. Таква е песната и искрено би ја поздравил многу Анета Љумаковска која ги испеа пратечките вокали на мојата песна. Огромна благодарност и до неа, и се допадна и незе оваа песна. Ми рече Орде, ова е прекрасна песна, ајде вади ја, стварно убава е за слушање. Супер. И од денеска ќе имаме можност да видиме, тоест од утре веќе ќе имаме можност да видиме колку оваа песна ќе, и дај Боже да успее што е можно повеќе. Така, колку бројките на YouTube ти се важни? Колку го следиш тој тренд? Искрено, се повеќе, за жал, сме засегнати со тие социјални мрежи, пратење на тие прегледи и така натаму. Значат, не дека не значат, затоа што нели колку повеќе е пуштена на YouTube песната, толку е попопуларна. Може би знаеш, може би не знаеш, голем дел од колегите се почесто плаќаат за тие некои прегледи. Јас искрено не планирам ништо да платам, нема да има надополнување на некои вештачки гледања. Во смисла на спонзорираат или баш плаќаат лајкови, баш гледаност? Тие вјус се купуваат, мислам си тоа не е тајна, тоа е нешто што сите го знаеме. И јас ќе оставам природно оваа песна да си оди, ќе се пушти по некои македонски радија овде по Скопје, нормално и низ Македонија, ќе се пушти на Facebook, на Instagram, на Spotify и така натаму, на сите платформи ќе ја има, и природно да видиме колку оваа песна ќе успее да се искачи на таа скала, да речам, со гледаност или слично. Ми се важни прегледите, меѓутоа оставам самата песна да си го направи своето. Не е само бројката. Не е само бројката во прашање. Бројката, ако на крај таа песна луѓето не ја слушнали или па не ја побарале. Точно, или не ја бараат. Помогни ми, нема многу вјус на YouTube, а и те како е голем хит. Искрено голем хит, затоа што
и млади, и стари, и возрастни, средовечни ја пеат на сите наши настапи. Тоа е интересно што многу различен тип на луѓе, различен тип на генерација ја следат конкретно оваа музика, вашата, твојата музика. Што мислиш, зошто е тоа така? Што привлекува кај тебе ке група Круна различен профил на народ и возрастна граница? Па искрено група Круна е автентична по зурли, кавали, гајди, тапани и тоа македонски патриотски песни и така натаму. Највеќе, нели, за жал, старосната граница на луѓето кои ја слушаат или го негуваат тој стил на музика е малку повозрастна клиентела. Но еве сепак имаме многу свадби кај, значи, доста од младата популација не сака, не бара, не почитува, го почитува она што ние го работиме и благодарение на нив ние постоиме еве 4 години, веќе и 5-та година група Круна. Не знам дали до сега сме споменали, ама кога ќе напишете Орде Неделковски на Google, излегува она кратка биографија каде што меѓу другото стои дека Орде има дипломирано на Машинскиот факултет во Скопје. Така е. 2012 година Орде дипломираше на Машинскиот факултет. Те навратам малце на студентските денови. Па, да, може. Како Орде замина на Машински факултет и тоа со многу сериозен просек? Колку ми кажете? Орде замина на Машински факултет. За да пее музика. За да пее музика. Искрено желбата ми беше да се запишам на теолошки факултет, но во тој период ете од дома татко ми вика че поздрав до моите родители. Вика Орден, немој сега зборев, имаме еден тетин кој е тапанче, поздрав и до него, сигурно не гледа, он ми е колега. Вика Орден, немој да одиш, вика сине, ако трнеш по тој пат, не дај Боже да не фатиш по некој манастир нешто да не, Викам нема, ама ете така требало да биде, сум го послушал татко ми, па место теологија отидов на Машински факултет, имав еден комшија кој живееше до мене, он се запишал на Машински, као струка, нели останато она од постарите, дека струка си е струка, сепак нема зима да има за тебе. За жал, јас ниту еден ден немам работно искуство од Машинскиот факултет, дипломирав производна информатика, која и како е како струка барана овде кај нас и надвор по сите европски земји. Машинскиот факултет и тогаш, а и сега важи за еден од најтешките факултети. Јас го поминав многу лесно затоа што бев многу вреден, учев, искрено се вложував, ме интересираше во тој период, меѓутоа музиката ме однесе по друг пат, онаму каде што го нема машинството, него само музика. Од денешен аспект кривумо на татко ти што Па не сме разговарале никогаш на таа тема, меѓутоа еве ние он е задоволен од ова што го работам, е моја поддршка секојдневна и они и мајка ми, значи им благодарам. И нормално без поддршка на фамилијата ти не би можел да просперираш. Она што го прокоментиравме пред малку јас и ти дека 2025 мене ми донесе најубавиот подарок Господ ми го даде моето синче Андрија. Еден поздрав до него, сега ме гледа со мојата сопруга Ангела, поздрав и до незе. Тие се мојата поддршка, најголемиот ветер во грбот, значи родителите, мојата сопруга, моето синче. И нема што да се очајува за она што не било. Напротив, треба да гледаме она што е сега и треба да одиме напред во заеднината и да гледаме да целиме кон поголеми успеси, нормално. Така си е. Како се снајде во улогата на татко? Еве, ако се навратиме, колку тоа со оглед на твоето динамично темпо и карактер и така натаму, те припитоме малку те прибра дома. Дефинитивно, сите ние музичарите имаме премногу обврски, нели, но постојано сме по турнеи. Барем и јас со мојава група постојано сме некаде надвор од Македонија. Тоа е време кога не можеш да го поминеш со семејството, што нормално мало дете си е заактивно, си бара малку поголемо внимание, си бара да присуства на двајца родители. Со еден родител не може. Меѓутоа тука е мајка ми, тука е мајката на мојата сопруга и ми помагаат во целост. А во улогата како татко, неблагодарно ми било сам да се фалам или да кажам. Тоа е најдобро во некоја следна емисија да дојдам заедно со мојата сопруга тука, па она да каже. Па да менуваме пелени во живо и така за да се види. Ги научи ли тие работи? Да, се разбира. Да. Сето тоа. Со многу љубов го работам сето тоа затоа што нели суштината на нашето постоење е да оформиме семејство, да остане позади нас. И сум благодарен на Бога што го добив Андрија, нека ми е жив и здрав и дај Боже во секој дом да подари
Господ таква убавина. Тоа значи дека сопругата може да ти го остави Андрија буквално. Па сега не многу, ама да ни подпорасне малку да се разбира. Му пееш ли, му свириш ли? Нон-стоп. Дури имаме еден клип на Facebook што и така добро ми помина. Кажи Наде вистината е народна македонска песна. Пеам, он го држам во прегледки и заспива на таа песна. Буквално снимам додека он заспива на македонска народна музика. Ке се потрудам, ако и он има желба, ќе да го насочам кон ова ја што го работам и да му ја вродам таа љубов кон македонската музика и македонската песна од мали нозе, за да може и он да го продолжи ова што јас денес го работам. Знаеш ли дека си еден од ретките кои што до сега ми го кажале ова, во смисла обично музичарите знаат да речат убава е оваа професија, ама ако не мора, би сакал моите деца да не одат по овој пат, не, јас би сакал, многу тежок. напротив, моето дете доди по овој пат, јас што одам, затоа што јас сум задоволен од ова што го работам, пак ја кажам, го работам со многу љубов, многу внимание, целосно сум вложен и јас како поединец, а и мојата екипа група Круна, повторно ќе спомнам, сето тоа си доби преубав одзив кај народот, значи не бараат здравје Боже до година ќе имаме турнеја и Австралија и Америка и значи чим слушателите го ценат она што ние го работиме, би било жално ние да се откажеме од тоа или да не го продолжи некој нашиот пат. Yes, тука е Джелјо кој свири народни инструменти, тука е неговото синче Џан кој сега продолжува по стапките на татко му. Вчера баш гледавме клип, Џан веќе учи и зурла да свири. Стварно, колку години има? 12 години. 12 на 12 години Џан веќе свири заедно со дедо му зурла. Значи Джелјо има веќе Значи Джелјо веќе си го направи она што јас сакам, што велам дека сакам да биде. Нема да го натерам тоа против своја волја, меѓутоа се надевам дека ќе ќе земе пример од татко му, па така е. Замисли да биде во иста група со синот на Джелјо. Дај Боже, зошто да не. Вие кога ќе се пензионирате, ќе им идете на наследници. На нивни настапи, да. Така. А ти си прв во семејството кој што се занимава со музика? Јас сум прв што се занимава од моето семејство со музика. Дедо ми на времето свирел гајда, свирел кавал кога биле по селата, нели нормално. Меѓутоа официјално како музичар, јас сум прв кој ете на некој начин од Господ талентот успел да го преточи во работа и во секојдневие. Како откри дека те бива за музика? Па, Тино, не се сеќавам, беше многу одамна, некаде на некој настап беше, отпеав една-две песни. Ама природно ти дојде да земеш да отпееш или? Јас уште од најрана возраст бев член во хор. Значи уште во основно училиште бев член во хор. Тоа го практикуваше? Да, си бев 8 години во хор, па потоа и во средното училиште каде што завршив бев во хорот исто. Значи, да речем, од рана возраст, талентот бил откриен од страна на некој наставник, тогаш се сеќавам, од наставничката што ни беше по музичко и си продолжи тоа, така да за еден пеач да може да функционира или еден музичар потребно е да има слух. Ако немаш слух, ти не можеш да бидеш пеач. Она што ќе го слушаш нема да го пееш, ќе пееш нешто по свое. Апсолутно. Дали само талентот е пресуден за еден Искрено не е талентот, многу работи се учат во музиката. Затоа се и училиштето за музичка уметност и факултетите, нели? Јас немам нити нижо, немам ни ова, се ми е од талентот од Господ. Би било нескромно да кажам дека сум сретнал многу музичари кои се со факултет и така натаму, многу од работите поинаку ги гледаат него ја што ги гледам во смисла како не би сакал никој да навредам, меѓутоа ете погрешно некое сваќање и така натаму што јас сум го сватил многу порано само со талент да речем. Без школа, без училиште. И пракса. И пракса. Како велат дека праксата е поголем факултет. Најдобар показател за она што го работиш е праксата. Ако ти немаш пракса, голем дел од работата од книга не е тоа. Теоријата не е иста. Како беше ова, дека си на факултет, учиш? Така е. Подоцна почнуваш да работиш. Да работиш и да осознаваш од тоа што си го учил, во практика да го практикуваш, да знаеш дека од пракса како иде или што оди работи. И дека едно е во книга. Така е, дефинитивно, секогаш е така. На сцена. Се сеќаш ли можеби на првиот платен хонорар? Таа беше многу одамна и беше со тарабука, се сеќавам јас со двајца другари кои заедно учевме во основна школа, земав јас тарабука, едниот хармоника, сега тој е веќе професор. Ова во основна? Да, во основна школа, да, е многу мали, и отидовме да свириме, јас во Драчево живеам, сега во Кисела Вода, и почнавме да си свириме по слави. Затоа што тогаш беше славите и како се почитува, луѓето си, секоја слава беше, мислам, ако не се лажам, на Свети Никола, на 19 декември, свиревме кај еден другар на слава и тоа беше прв хонорар и голема радост дека дете на некој начин. Јас на тарабука тропав тогаш, затоа што не беше, не можеше само кисто, да. Беше
дека нешто мора да се држи у раце, некој инструмент, да не бидеме со празни раце, па кој тарабу, како имавме другар што свиреше саксофон, едни од хармоника, ја Тоа тарабука. професионално да личи, нели? За да бидеме бенд, И од тоа ми е првиот, како да кажам, настап платен, што за едно дете многу значи, нели нормално. Јас секогаш сега кога гледам дечиња што ќе земат дали тапан, дали тарабука, дали ова, секогаш ние им даваме по некој денар за да сватат дека од музикава може и да се заработи. Нели нормално парата е најголема мотивација за секоја работа. Апсолутно. Пред се љубовта, меѓутоа и парата си е голема мотивација за да сака да го работи тоа, да види дека од оваа работа може да се живее доколку ја работиш онака како што треба да ја работиш. Така и без жалење, И без жалење. Многу не спиено ноќи предпоставам. Дефинитивно. Секоја работа врски на зима сите свој данок, страни. така и нашава работа. Она што го кажав, да се биде одсуден од дома не е лесно. Кога сите празнуваат ти пееш или Работиш. свириш, работиш. Кога за сите е нова година ти си работиш. Кога за сите е некој голем празник ти настапуваш исто. Како беше на лесно вие вас си пеете? Па често се кажува така, меѓутоа не е така. Во пракса не е така воопшто. Позадината е многу со поголем товар, нели, кој што вие Сите тие музичарите. снимања, сите тие гостувања, сите тие припремање на нови песни, припремање на кавер, сработување на видеа и Менаџирање аудио, на настапи, договарање. договарање, па не испаднало така, па не спиени ноќи, па аеродроми, па чекање, па гостување надвор, па некаде те сместиле убаво, некаде не те сместиле убаво, значи колку имаме ние да кажуваме, емисијата би била прекратка за сите работи да ги споделиме. Треба да затоа што си рече сигурно си добари на пишување, треба да почнеш вака малце мемоари. Па треба, може би некако не знам кој би ги читал. Делумно нема да веруваат гледачите или оние читателите нема да веруваат и мислат дека тоа е некоја измислена работа. Меѓутоа, сите мои колеги ќе се сложат дека и така, како е тешко да се работи музика, професионално да се работи. Да не се гледа дека ти во петок или во сабот имаш некоја свирка, одиш си ја завршуваш и толку. Да не е дополнително, туку баш тоа да ти е професија. Значи зборувам за професионално работење каде секој ден ти е исполнет со музика. Во буквална смисла, ако не си на свирење, ти компонираш во студио. Ако не си во студио, ти снимаш или гостуваш на некоја емисија или во некоја телевизија. Да, ако не си таму, гостувањето е дел од друго работата. нешто. Точно токму така. Сето ова е трошење на некое време кое нели нормално секој има попаметна работа што би направил, Точно. а ние би секоја можност гледаме да си ја искористиме за каква таква мала или голема промоција, затоа што за жал и тоа го прокоментиравме, се помалку имаме простор, поготово ние за македонската народна музика да си ја промовираме она што го работиме да го има и на телевизија. Така, не сите музичари го сваќаат ова, ама За жал и жал затоа е дозволивме да таа странска музика доминира малку повеќе благодарение на социјалните мрежи. Се повеќе младите слушаат српска музика со војаш или што знам таму некој од тие српски пеачи што мене лично не ми се допаѓа, меѓутоа јас не сум никој ништо за да одлучам кој каква музика и каков стил би него или би слушал. Ние треба да се потрудиме сите, и јас и моите колеги, да создадеме нови песни македонски. Никогаш не смееме да се откажеме, не знаеме која песна то ќе биде онаа песна која ќе погоди кај публиката, затоа мораме постојано да компонираме убави македонски песни, па дај Боже голем дел од нив да станат и популарни и да се вклопат во секојдневието. така за крај денеска ќе видиме она ваша последна досега, нели последна, вие уште многу ќе правите, песна Ние сме македонци. Ние сме македонци. Која што ќе добие уште една нова верзија наскоро, така? Да, сега пред неколку дена, пред 2-3 дена, тоа ќе го откривам за прв пат, се договараме песната Ние сме македонци да добие уште едно ново руво, заедно со нашиот текстописец, веќе познатиот Орце Стефковски Царот, поздрав и до него. Ние се слушаме, си комуницираме секојдневно со него. Здравје Боже, сега во месец февруари ќе биде и Гоце Фест, па најверојатно, не со сигурност, меѓутоа 90% ќе добие ново руво оваа песна која ќе биде отпеана дуетски од мене и од Царот, Орце Тоа ќе Стефковски. биде една многу добра комбинација, посебно на две генерации со една таква музичка легенда, би рекол. Орде, многу ти благодарам за гостувањето. Тино, ти благодарам за поканата. Да се гледаме за убави работи. Уште еднаш би сакал да ги поздравам сите гледачи на магазин, да им ја честитам новата 2026 година, дај Боже да биде поуспешна од 2025, многу здравје, среќа на сите и среќен Божик пред време. Така е, фала ти многу. За крај одиме со група Круна, ние сме македонци, уживајте и се гледаме утре. Чао.